17 часот и 15 минути, почитувани гледачи, многу ми е драго што и овој пат и ова попладне сте на фреквенцијата на телевизија Сонце, очекувајќи го најновото издание од емисијата од своја страна. Овде сум јас, вашиот домаќин, Викторија Петровска, а за мојот денешен гостин ќе кажам дека тој е еден наш млад и доста успешен автор, писател, чишто роман излезе од неодамна, Татко ми Босвор, Јован Илиевски. Ти благодарам што си повтор пат во емисијата од своја страна во студиото на телевизија Сонце. Фала ти, Вики, јас премногу се радам што сум пак овде ми е секогаш пријатно. Така, да се чувствуваш како дома и самиот знаеш, треба да ти биде пријатно. Татко ми Босвор, јас се радувам за ова твое најново дело. Колку време се пишуваше романот и еве како го дочека, како ја дочека светлината на белиот ден ова дело? Јас верувам роман започнав да го пишувам кога се вратив прв пат од Истанбул. И знаеш како Истанбул е стварно град што не може да те инспирира. Знаев дека одма кога ќе стапнам таму, знаев дека ќе се роди го инспирација. напишам. Да, знаев дека ќе напишам. Се вратив, почнав да го пишувам романот. Не знаев прво каде води нели приказната, само знаев дека е во Истанбул и дека нели се случува околу протагонистот главен, тоест Камила Джалал. И ета, по 9 месеци не цели испадна романот. И сум премногу горд, стварно. Велиш дека со самото стапнување во Истанбул се раѓа инспирацијата, кажи ми, ја имаше готова приказната или таму се роди во Турција целата оваа приказна, сите тие ликови? Ајде малку повеќе за содржинскиот процес на книгата. Приказната беше баш онака спонтана, се роди таму и ја немав пред тоа смислена. Само знаев дека следниот роман ќе биде сличен како Собаш 40, тоест ќе биде мистерија и така натаму, нели и психотични моменти, знаеш, но таму кога стапнав баш знаев дека баш ќе се случува тоа, само кога се вратив во Македонија го тоа избрсав како диамант и доживеа одредени промени. Ама сметам дека вистински писател ужива во процесот без да го оптеретува телото со ужасни промени. Така, чинам слики од романот беа фотографирани токму таму во Истанбул, последните твои фотографии. Какво е чувството да се држи оваа книга токму таму каде што настанала? Предпоставам тоа е неописливо нешто. Стварно неописливо. Најискрено како да се случило некое светско чудо, затоа што кога отидов и ја смислив приказната, не знаев дека баш моје дело за таа локација, на тоа место ќе држам оваа книга баш таму. Отидов и ме реков на антолог да ја имам во раце уште пред да заминам, затоа што и така требаше да заминам. И ме реков да ја имам во раце пред да заминам, ми ја дадоа свежа отпечатница и заминав и ќе направив тие слики. Знаеш дека сакам и фотографија и сликање и уживав во тоа. Целиот тој пакет ти донел среќа. Овде стои антолог, најверојатно прва книга со антолог. Да, прв роман со антолог. Зошто се одлучи токму за антолог? Ајде за соработката, претходно книгите ти беа со култура? Со култура, да. Имаше ли понуда или? Првите две книги, значи можат да ги најдат во култура. Во култура, да. Се одлучив за антолог, беше баш спонтана, значи спонтан беше договорот, а јас од друга страна сметам дека како и секој уметник, еве конкретно писател, едноставно го надраснуваше издавачот и нема ништо лошо во тоа. Не можам да тапкам во едно место, мора издавачот да верува во тебе и кога тоа веќе не се случува, не мислам дека е нешто лошо, немам ништо лошо кога
култура, мислам, одлични се, меѓутоа, ете, со нив приказната моја заврши и Антилоп баш се поклопивме и со енергија, и со, не знам, и со возраст, и со професионалност, и баш испадна онака дека Так, се најдовте негде кој што измеѓу. победува не се менува. Ете така, ја направивте и промоцијата оде во Скопје пред некое време. Како помина промоцијата, каков е одзивот за оваа книга? Дојдоа ли луѓе кои што ги очекуваше на потпис? Како реагира читателската публика? Ме интересира се. Ова не е нешто кое што ете го зборувам за што треба да се зборува, туку стварно, значи помина и со мој влог и влог од Антолог беа доста професионални во тој дел. Морам да кажам и навистина дојдоа луѓе, им подпишав книга, пиевме чаша вина, се запознавме, имам и нови читатели, нели се разбира дека и новиот издавач, како и самиот нов роман, ама ако има и нов издавач зад него, значи повлекува веднаш и нови читатели. Така, Јован, сметаш ли дека ова е нешто најново од тебе? Зборувам најново по жанр, односно нешто што досега не се поклопува со сето она кое што го имаш напишано на листот хартија. Сметаш ли дека е ова некој next level? Па е next level. Е next level затоа што тука нема една приказна, туку се работи со две паралелни приказни, кои што се раскажуваат во исто време. Така. Паралелно мислам во исто време, а инаку едната приказна е сместена во Истанбул како демократија во 2022 година, тоест во сегашно време, а другата приказна е во калифатот во 1890 со владењето на последниот султан. Сега си историски настани испреплетени Да. овде години наназад. Читаш ли историја? Не, мразам историја, многу мразам историја, ама толку се убив од истражување за овој роман. Баш? Ептен се убив, значи, мислам, имаше и доста и книги, стручна литература и белетристика кои што ги прочитав од турски автори конкретно и морав да го имам целото тоа знаење, да го акумулирам за на крај да го ставам во една моја книга. Има значајни историски настани, затоа и романот е историска фикција. Значи, приказната е моја и на почетокот уште пишувам дека се оградувам од било кое интерпретирање на романот како историски. Туку едноставно дека книгата е моја фикција, мој личен печат, Меѓутоа а украсите се и историски. Така, историско подкрепени со факт. Подкрепено така, за и самата книгата има и повеќе тежина и од кога некој ќе го прочита четивото, едноставно да има повеќе информации и увид во тоа што сум го пишувал и да научите и нешто ново. Така, Јован, кажи ми, очекуваше ли твојата читателска публика, твојата целна публика, очекуваше ли нешто вакво од тебе? Не, мислам, не, јас и доста истражував за исламот, многу истражував за исламот. Не е дека нешто што го сакам или не го сакам, како концепт секоја религија ми е фасцинантна. Се чувствуваш побогат после делово? После сите тие истражувања, Па, после нормално. сите тие така? Да, затоа што и дознав, значи, стварно нешто кои што не сум ги знаел пред тоа. Многу читав за тоа како жената е навистина представена во Куранот и како интерпретирана од Куранот во обичниот народ. Тоа ми требаше исто така. Премногу истражував. Да, некој ќе рече дека ова е едно волку дело, меѓутоа си бара, навистина си бара напорна работа. Одржавте промоција и во твоето родно Тетово, како тоа беше таму спектакуларно како се помина минатиот петок. Ајде, открени малку повеќе како те прифати твојот град. Беше совршено уште повеќе од тоа што се случуваше во Скопје. Баш беше нака кала вечер како што јас сакам и замислувам и како што сакам да се третира едно тело на вистински начин и
секогаш велам, ако нели се случува една филмска премиера, има цела свеченост околу тоа, зашто тоа не го заслужува една книга. Мислам дека тоа треба малку да се ги поместиме границите во поглед на тоа дека не треба да го имаме шаблонот на тоа дека еден писател мора да е седнат само на една клупичка, да го подпишува тоа и да биде просечно. Јас сум таков човек и сакам многу да ги уважувам работите Сакаш во да ти биде животот. се организирано, сакаш се да помине во Да. доверет, токму така, Сакам да тука славам некаде многу. се пронаоѓам и јас Да. во овие карактеристики. Па вина, И треба па ова, да се, па она, па. И треба да се Да. слави, вреди да се Да. слави, ова е труд, ова е работа и навистина треба да се одважи Да. целиот тој процес. Многу ми е драго што сте си поминале убаво колку промени претрпе книгата од самата приказна на почетокот, па се до излегувањето нели во Имаше промени, да, не нели како што кажав не преголеми, имаше, само што ете например како што се две паралелни приказни, навистина е многу тешко да ги задржиш и двете во ист ритам. И тоа навистина беше предизвик за мене и како што кажав се различни приказни, меѓутоа тоа што ги спојува е дека од едната глава во другата глава се излегува и влегува со еден филмски кадар, тоест секоја глава во книгата завршува така како што почнува следната, а се различни приказни. така. И тоа е нешто кое што доста работев и мислам дека е уникатно на Така, нешто поинакво. Да. Кажи ми, кои се првите импресии од луѓето кои што ја првија прочитаа книгата, што ти велат, ти пишуваат ли, тоа ме интересира мене. Јас не очекував баш пред да ја читам книгата, пред да ја пишувам, мислам, па тоа ја прочитам опосле јас самиот. Го читав премногу и Ахмет Умит, Орхан Памук, Илиф Шафак, и дојде еден читател и ми рече, знаеш што, вика, многу ме потсеќа твојот стил на читање, на пишување на Ахмет Умит. Тоа е авторот на книгата Мементо за Истанбул. Ја гам појма немам зашто не беше тоа нели идејата. Така и целото. Меѓутоа од едноставно бев радосен што стварно ги потсетувам на дела кои што оставиле пилек во светската литература. Останатите се и воодушевени. Имам и некои нели забелешки, негативни критики. Имам. Како би било поинаку, претпоставувам, во таа насока се Да, движеа затоа сите што тие. и крајот и навистина е многу неочекуван и те вади од собствена кожа. Имав многу коментари дали не си морал до толку. Нема да откриваме повеќе, ќе оставиме да ја прочитат и нашите гледачи. Така, мораше, тоа од тебе излегува. Тука нема сопирање. Кажи ми, со другите твои книги, што се случува, како оди таму работата, се продаваат ли? Може би спремаш некои втори изданија? Спремам. Препоследните две, ноќта кога напуштив Прага и соба 610, ќе одат во ново издание и ново урво на Антолог. Така? Потом, нели? Така. Значи, нека помине времето, нека продиши татко ми Босфора прва. Да. После ќе ги земам. Како што кажав, нема ништо лошо во тоа, тоа се мои деца и морам да ги уважам како што треба. Да, се предаваат, само што сега кога некој ќе ме праша, знаеш, преходната книга кај ти ја да ја купам, ова, она, викам, чекај, имам нов роман. Да му го дадеме целосното внимание на татко ми Босфор. Очекува ли оваа приказна можеби продолжение?
Сега малку погоре отидовме, ама мене ме интересира. А, Или се уште не си вака размислував? Знаеш дека планирам, имам некоја замисла, затоа што романот официјално се преведува на турски моментално. И од 2023 Значи одиме и надвор на странските пазари. Да, Браво. 2023 правиме промоција на Босфора. Браво, браво. Да, па од тој аспект се викам зависно од успехот овде и таму, нели, да го акумулирам тоа, да видам што како и мислам дека и би тоа бил продолжение. Зашто и таква е приказната. Лесна е, а во исто време претешка и може да заврши на тој начин, ама и нешто подсвесно бара продолжение. А кажи ми, што се случува приватно кај тебе? Ајде надворот ова кое што го твориш, докаде сме со психологијата, гешталт терапијата? Гешталтот... Не сум заборавила, значи знам Не што работиш и што правиш, не сум заборавила. Вака, јас сега треба да завршам трета година и влегувам како терапевт под супервизија. Така. Значи, почнувам да работам како терапевт со клиенти, а ќе имам нели значи надзор од друг мој терапевт. Тоа е нели комплициран процес и во исто време планираме и да почнеме со пишување и на нов роман тек кога би го завршил тој пат. Сега сам некако да го поживам тој пат. Психологијата, гешталтот, значи да... Ти помага ли, ќе те прекинам, ти помага ли професијата да внесеш некои психолошки карактерни особини во личностите во твоите дела? Да, многу, многу. Особено гешталтот. И гешталтот како наука е употребен во овој роман. Многу. Теоријата на полето, што не се случува, не сме свесни, случајноста на неслучајностите. И да, и во поглед и од научен аспект, и од уметнички аспект ми помага да знам дека тоа што го пишувам, многу ме и самиот фасцинира за тоа што знам дека е и научно издржана, да знам дека има утре тежина, да некој тој што ќе го прочита, да едноставно има повеќе информации и знаење после мојот роман за психологијата, за одредено психичко расстройство. Овде во овој роман конкретно, многу длабоко тоа еве ќе го нели открием, конкретно ја разработувам педофилијата и психопатијата. Во едниот роман, во едната приказна се случува педофилијата, во другата приказна психопатијата. И ете, и како исламот реагира на сето тоа. Одлично, јавно говориш на социјалните медиуми за многу табу теми. Кај нас колку е таму, колку сметаш дека таму се слуша гласот и колку луѓето се охрабруваат да зборуваат веќе на некои теми кои што досега не се решил никој да проговори? Важен ли е гласот на социјалните медиуми за некој кој што има влијание на вистина? Па важно е. Важно е, јас едва се охрабрив да... Меѓутоа тоа повлече доста реакции кај тебе? Да зборувам за моето пелтечење, за мојот пат кој што да го изминав сам или со некој или со професионална поддршка или без поддршка. Да, тежок е тој пат. Мислам дека откако тоа го објавив и зборував за тоа, многу луѓе ми пиша, ако веруваш, навистина и позрели мајки во одминати години кои што се борат со тоа, со нивното дете. Па дори некои и бараа да и мој број и да се слушнем, па да им кажам. На многумина од многумина добив пораки од типот на дека после моето видео или моето излагање интервју што иде, дека се поспокојни, дека се помирни, дека знаат дека има излез, дека некој им дал надеж.
Дека не се сами, дека Да. тоа се случува и на друг. Да, а сум го увидел тоа дека никој кај нас не зборува за тоа. Иако е нешто што навистина знае да биде огромна тешкотија во животот, а никој да не е свесен за тоа. Ќе ме наплачеш сега. Знае да биде тешкотија и да и останатите и во семејство и фамилија и пријатели да не знаат ти нешто Дека да, поминуваш тоа и е да на некој мислат дека начин едноставно тоа тежок процес. Меѓутоа ти треба да чувствуваш олеснување, ти си победникот во сета таа битка, ти јавно проговори и си се ослободи на некој начин, барем така мене ми изгледа од другата страна на приказната и ти благодарам што зборуваш од името на сите лица кои што се соочуваат со пелтечењето и можеби беше поттик за да се говори на други слични теми за кои што кај нас се уште како што кажа ти нема доволно храброст поединецот да проговори, меѓутоа добро е што имаме вакви луѓе кои што или не се доволно уважени тие, нели? Значи не да, само што е затоа табу, кажам дали туку се и не- слуша гласот, па така баш. да. Убаво кажа, дека Да. не се слуша гласот баш. Нема секој ќе се чуе гласот кога ќе проговори за ваква тема, меѓутоа еве ние барем што ете малку од малку имаме некоја поголема целна група, треба да се говори на овие теми. Апсолутно, да. Токму така, пак ќе се вратам на книгата, дали местата каде што одиш што ти будат секогаш нова инспирација, бидејќи гледајќи ги твоите книги, чинам дека на различни места ти се раѓа нова инспирација. Па да, апсолутно да. Само зависи дали кога ќе дојдам баш на местото, Или кога ќе се вратиш дома? така, баш така. А за Истанбул конкретно беше, значи, излегов од авион и штом дојдов од централниот дел, а прв пат, нели, одам и викам, окей, имам приказна. И тоа беше тоа. Концепт приказна идеја и тоа е навистина необјаснив феномен. Мислам, Да, па твојата инспирација така функционира, најверојатно. Каде ќе се оди следно и што ќе се пише во следно и од каде ќе се пише во приказната? Да. Само што ете пред да одам некаде не го испланирувам тоа, нели да се таму ја случи. исцрпам Да се нели случи, инспирацијата, да, туку ете. А и плюс многу ме фасцинира османлиската историја. Многу импозантна, многу интригантна. Значи тој дел на султанат на калифат премногу истражував, се изнагледав серии. Да, затоа има и навистина што да се истражи. Да, што многу. И е поврзано и со нашата историја. И во книгата имам и мали моменти и украси на тоа како сме изгледале ние во тоа време, во нивните очи, ние како македонци. Ама не ти откривам, ќе ја прочиташ. Да, ќе ја прочитам, тоа ќе кажав сега, станува да си ја прочитам и да ти го кажам моето мислење. После промоцијата во Тетово, што е следно со татко ми Босвар и ајде, ќе привршуваме што е следно и од тебе. Следно е, кажав, турскиот превод. Турскиот превод го чекаме со нетрпение, се надевам и уверена сум дека и таму ќе има успех, дека турците ќе сакаат да го читаат ова. Па да, колку е импозантно да некој странски автор пишува детали за твојата домашна култура и историја. Многу е како некој, не знам како одлична идеја. Орхан Памук да дојде да напише за Гоце Делчев, мислам. Да. Токму така треба да ги цениме сите култури, сите истории, сето тоа поминало, сето тоа било важно и треба да го одважиме на некој начин. Покрај на турски се надевам дека размислуваш нешто и да се преведи на англиски можеби, кога веќе одиме надвор од Македонија? Да, размислувам, само што кога се одлучував на кој јазик да ја преведам, па не минува романот просто мирисаше на турски. Сам си го носел својот превод на турски. Добро, Јован, што да очекуваме друго од тебе, еве на професионално, на приватно поле, каде се можеме да те видиме? Како што кажав, превршувам со гешталтот како мој момент. Му давам на Босфор време и простор да дише и ја чекам на странски јазик, нели,
книгата, уживам во неа и сега за сега, освен некое мое продолжение што е уште како идеја, нели, за овој роман, од тој аспект друго ништо не планирам, туку само сакам да ми дојде спонтано, затоа што верувам во она баш во случајноста на неслучајното. Ја верувам во тебе и во твојот квалитет, така ќе кажам. Ти посакувам успех книгата да ја сликаш на турски јазик вака од Истанбул. Апсолутно. И да ја видиме да ни ја испратиш. Да. Ти посакувам многу успех со Татко ми Босфор, ти посакувам многу успех со останатите дела, успех со соработката со Антолог. Ние ќе се гледаме на други вакви книжевни средби, книжевни муабати, кои приватно и настани. Секогаш сме тука за подршка и се гледаме наредна средба. Фала ти благодарам, ти Јован. за поканата, уживав навистина. Јован Илиевски во најновото издание од своја страна, мала мини промоција на Татко ми Босфор. Книгата можете да си ја снабдите во сите книжарници на Антолог, исто така може да му пишете лично на авторот да ви ја достави со посвета. Почитувани гледачи, се надевам дека уживавте и во оваа книжевна средба и во овој убав муабет. Ние ќе се видиме за 7 дена, до тогаш останува да ве поздравам и да посакам да се чувате. Thank you.